Да, се враќаме во студиото, минути за вториот разговор предвиден за денешната емисија. На самиот старт би кажала дека органодарителството и трансплантацијата се процеси кои што носат надеж и нов почеток за многу луѓе. Но секако носат и многу човечки судбини, многу пораки, една голема хуманост за која што верувам дека во минутите кои што следат ќе биде навистина инспиративен и за вас секако интересен разговор со мојата драга гостинка, професор доктор Билјана Кузмановска, национална координаторка за трансплантација. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Втор пат во вашето студио, како и првиот пат и денеска се чувствувам многу добро дојдена. Додека ја договаравме емисијата, неколку пати ме каневте, се договоривме ќе дојдам кога имам нешто ново да кажам. Да, а денеска навистина имате ново и навистина еден голем успех и голем чекор во македонското здравство, значи во рамки на еднонеделниот престој ќе го најавиме на медицинската делегација од Универзитетот Дјук Соединетите Американски држави, една од водечките светски институции во клиничката медицина. На Универзитетската клиника за очни болести беа изведени вкупно 9 трансплантации на рожница. Се поставуваат практично, докторка, нови стандарди во офталмолошката грижа во нашето здравство. Што овој потек и овој голем чекор значи? Да, ви благодарам прво што ги следите новините во медицината. Ова беше навистина голем исчекор за нашата медицина воопшто, за нашата офталмологија и особено за нашата трансплантологија. Што значи овој чекор? Со години во Македонија не е правена кератопластика, така се нарекува стручно трансплантацијата на корнеа, освен во приватни болници, меѓутоа во јавното здравство паузата е повеќе децениска пауза. Кога во мојата програма, национална програма за трансплантација за оваа година стоеше подготовка и започнување на методата кератопластика, кога започнавме јас и директорката на очната клиника, доцент Наташа Трпеска-Шекеринов, првите разговори, веднаш се најдовме дека мораме до крајот, заедничка цел ни беше до крајот, пред крајот на 2025 година да започнеме со корнеалната трансплантација. Тоа што се случуваше во една недела е круна на еден процес кој што траеше цела година. Тоа е сложена операција да се логистички, правно и во секој смисол организира една таква сложена операција. Пред се започнавме ја контактиравме владата на Република Македонија и таму наидовме навистина на големо разбирање. Без нивната поддршка во правен смисол и во логистички смисол, ние немаше да можеме да дојдеме до административно што треба нели прво правната рамка ни ја даде владата, не само за овој еднократен, да кажам, настан, туку владата си даде правна рамка за да оваа метода живее и понатака, да не биде еднократен настан, туку да живее понатака со задолжување, одржлив систем со задолжување за квартални извештаи. Голема логистичка помош и сето тоа ни овозможи на координаторите и на оперативците, значи на очните лекари, да започнеме една сложена процедура на подготовка. Пред се беше регрутација на пациенти, значи да се испрегледаат сите пациенти на кои што имаат потреба од ваква вид на интервенција, да бидат проценети добро од офталмолозите. Тука учествува колегите офталмолози кои што работат преден сегмент на око. Потоа тие пациенти ги ставивме на национална листа на чекање за трансплантација. Потоа, ова се зборувам за логистика. Очната клиника се ги набави неопходните инструменти кои што се за да се направи овој вид на интервенција. Ние како координативна служба, да кажем, иако ние сме практично неколку луѓе, не сме служба, заедно со очната клиника воспоставивме партнерски однос со Универзитетот Дјук на наша иницијатива. Како што убаво најавивте, тие се Докторка, извинете, само течат фотографии што ми ги испративте, би можеле малку и да ги прокоментираме, бидејќи ова веќе е самиот процес нели оперативен
Вклучени се тимови специјалисти и од САД и наши, така домашни специјалисти, сериозен, да речам, сериозна интервенција која што за прв пат се работи нели во Македонија? Токму така. Значи, ова се слики од самата операциона сала, се разбира, се внимава да не се откријат идентитетите на пациентите. Ова се слики во кои што се прикажува дел од работниот процес. Ова е професорот Лојд Вилијамс, кој што е шеф на Дюк офталмологија, интернационалната дивизија. Имавме и теоретски прикази. На крај на првата интервенција се гушкаме јас и колегата Николас Гарсон. Тројца колеги од Дюк универзитетот дојда. Ова е на крајот на првата интервенција. Навистина бевме многу срекни со колегите од Дюк и доцент Наташа. Ова е целиот тим македонски кој што учествуваше заедно со заменичката која што и дел од анестезиолошкиот тим. Би сакала еве ако можете од режијата таа последната фотографија и да ги споменеме, еве навистина тоа е достоен тим за почит, па ако може и да ги споменеме целиот тим кој што учествуваше во ваков еден сериозен медицински потврд. Така, значи на оваа слика не се сите, не може да бидат сите, нели целиот тим. Јас би ги издвоила сепак нашите гости и едукатори пред се би рекла и партнери со кои што воспоставивме не само иницијална, туку и планираме и договоривме долгорочна соработка од Дюк универзитетот. Тука е професорот Лојд Вилијамс, навистина великан во офталмолошката кератопластика. Потоа асистентот, неговиот асистент Николас Гарсон. Сосема лево на сликата е доктор Шина Сонг, исто од Дюк универзитет. А другите колеги на сликата се од крајно десно мојата заменичка, научен соработник доктор Александра Гавриловска. Ние бевме вклучени цело време во сите процеси. Потоа гледам доктор Кристијан Дума, од тука не можам да видам до него, мислам дека е инструментарката. Цела една екипа стручна, да, и персоналот, останатите се доктор Бисера, колку што гледам од овдека, и персоналот од операциона сала во офталмологијата, во клиниката за офталмологија. Но ова не се сите луѓе кои што беа вклучени во интервенцијата, значи беа вклучени сите колеги кои што работат преденочен сегмент, секако средномедицинскиот персонал и персоналот на кој што работи во операциона сала и персоналот на оддел кој што се грижеше за пациентите пред и постоперативно. Особена гордост е што сите 9 пациенти се добри, редовно ги прегледуваме. Ние сме во редовна комуникација со колегите од Дюк универзитет. Тие се навистина многу заинтересирани како оди се, разменуваме сите наоди. 9 пациенти се добри и веќе го планираме нивното следно доаѓање во Македонија. Она што сакам да истакнам е дека нивното доаѓање е доброволно, бесплатно, доброволно со донирани корнеи, кои што се од американски банки на корнеи, кои што се сертифицирани од FDA и CDC, значи корнеи кои што се првокласни. И навистина ние воспоставивме едно партнерство со врвен универзитет, врвна офталмолошка институција и со луѓе кои што се врни во својата професија и кои што имаат еден голем квантум на знаење, кои што несебично го споделија со нашите офталмолози, имаат голема емпатија за тоа што нивната мисија во животот е подарок на видот. И навистина кога гледате, еве ние сме луѓе од науката, меѓутоа ако се свртеме кон религијата, едно од првите чуда кои што ги направил Исус Христос е да подари вид на слеп човек. Мислам дека направивме одлична работа сите заедно, сите чинители во трансплантацијата, секако конечната реализација е на операторите. Меѓутоа, цела логистика, сите чинители навистина извонредно бевме хармонизирани и срекна сум што ја завршуваме оваа година со
воспоставување на темелите на една нова метода која што ќе трае и се надевам дека ќе биде рутина во Македонија. Така, современо одржлив и пред се светски квалитетен модел кој што ќе продолжи да се применува. При тоа, за тоа секако ќе треба да повикате офталмолог, предлагам директорката на очната клиника. Денеска требаше да биде, меѓутоа поради обврски така. Поради други обврски не можеше да ви ги објасни малку подетално методологијата, меѓутоа се направени две димак операции кои што се Сакав тоа баш докторка за операциите, да. Сакам да ни ги кажете малку, да ни приближите за каков тип на оперативни зафати се работи, што практично, на што практично се работеше? Се работи всушност на рожницата. Нов израз е роговница на македонски. Значи, луѓе кои што се слепи заради или имаат сериозно оштетување на видот, заради оштетување неповратно на рожницата. За нив единствен лек е трансплантација, значи да се стави рожница од друг човек. Тоа е субстанција од хумано потекло. Рожница од друг човек може само да увеземе од банки на рожници. Значи тоа се посебни банки, очни банки, корнеални банки, кои што работат во стерилни услови, високо обучени, облечени како по највисоки стандарди на стерилност, кои ги обработуваат рожниците од починати донори, ги обработуваат рожниците микробиолошки, серолошки и ги подготвуваат за трансплантација. Може да се трансплантира целата рожница или може да се трансплантира еден микронски дел од рожниците. Ние направивме, тоест колегите направија, ние заедно како тим направивме кај двајца пациенти според медицинска индикација, димек метода, која што е навистина најсовремена, значи каде што еден 5 до 10 микронски дел, микрони се замислете колку е таа сензитивност и прецизност во таа хирургија. Микронски дел од корнејата беше трансплантиран кај двајца пациенти, повторно ќе кажем, според медицинска индикација, додека кај останатите пациенти беше направена класична кератопластика, значи исто така според медицинска индикација. Морам да кажем дека нашиот тим на доктори заедно со тимот од Дюк заедно ги прегледуваа пациентите кои што беа ставени на листа, заедно одредија приоритет за трансплантација според итност и според индикација, и заедно оперираа и заедно ги следеа постоперативно, додека беа тука колегите од Југ, а сега веќе по средства на електронска комуникација ги разменуваат резултатите на пациентите. Рековте дека добро се чувствува, дека операциите завршија успешно, што секако е крајната цел на целиот стручен тим кој што работеше на ова. За колку време се појавуваат веднаш резултатите или како иде постоперативната, да речем, постапка? Изненадувачки брзо. Значи реков двајца се димек, другите се 7 беа со така наречена тектонска пенетрантна кератопластика. Тоа подобро ќе ви го објаснат офталмолозите. Мојата работа е повеќе координаторска, да цела оваа гломазна машинерија ја спојам во едно тело функционално. Според прегледите, многу брзо почна да се враќа видот кај пациентите. Ја се надевам, секако треба малку подолго време, се уште ова многу рано. Меѓутоа, кај голем број од пациентите се врати многу брзо видот. Сигурно радоста и возбудата била неопислива, имајќи во предвид дека, нели, како што рековте, ова толку е сензитивна една материја и толку е, нели, има и хуман и еден емотивен аспект се поврзува. Тоа е една нова шанса, нов почеток, нов живот практично, да го наречеме. Па замислете да му дадете на еден човек дарба да ја види убавината на светот, да си ги види ближните, нели, да може да чита, што е многу важно, да биде независен, да не зависи од друг и едноставно да го види изгре сонцето и зајде сонцето. Замислете колку е тоа благодарно и благородно.
Така да мислам дека оваа метода на вистина требаше да се направи во Македонија, требаше можеби многу порано. Не знам зашто до сега не е направена, не е ни тоа предмет на денешната емисија, важно се направи и е воспоставен темел и правен логистички и во однос на хумани ресурси. Како координатор ми е многу битно да имаме хумани ресурси, да имаме тим, да не издвоиме еден доктор кој што ќе го обучиме и кој што ќе биде монопол. Да се дисперзира знаењето така. Битно е да размислуваме прогресивно, дека нас не треба тим едуциран, кој што ќе направи оваа метода да продолжи, не да зависи од индивидуа. Не сме важни ние индивидуите, во оваа работа е важно да има континуитет и да има одржливост на кератопластиката. Јас верувам дека со овие прекрасни колеги доктори кои што многу ентузијастички влегоа да работат рама до рама со колегите од ДЈУК. Колегите од ДЈУК беа многу пријатно изненадени, прво од опремата која што ја имаме научната клиника, второ од квантумот на знаење кој што го поседуваат нашите очни доктори, трето секако од нашата организација целокупна, како ги дочекавме, како организиравме се и секако беа многу пријатно изненадени дека и премиерот на крај ги прими да им се заблагодари за оваа нивна вистина благородна мисија. Така да оваа мисија продолжува. Имаме хумани ресурси, имаме инструменти и јас се надевам според листата што ја направивме, секако секоја година ќе се јавуваат нови пациенти кои што ќе имаат потреба од ваква интервенција, но ако продолжиме со темпото кое што го зацртавме да го направиме, ние можеме во 2026 веќе да исчистиме листата од пациенти кои што чекале ваков вид на интервенција. Тоа е динамичен процес, ќе дојдат нови пациенти кои што ќе имаат потреба од ваква интервенција. Меѓутоа важно ние да го воспоставиме системот за да сите пациенти се оперираат во јавното здравство. Тоа нас не е многу битно, затоа што ние сме представници на јавното здравство, да се оперираат во јавното здравство, практично бесплатно, и да имаат доверба дека навистина ќе добијат квалитетна услуга. 9 пациенти рековте од листата на чекање. Така, на чекање. На која возраст може ли да кажеме, да откриеме на која возраст беа пациентите? Нема да ги кажам поединечно возраста на пациентите, ќе кажам дека започнавме со повозрастни пациенти, каде што така сметавме и ние, така смета и колегите од Универзитетот ДЈУК, со тоа што во иднина би можело да се работат и деца, но искуствата на колегите од ДЮК е дека не помлади од 5 години деца. Така да овие пациенти беа на возраст од над 50 години. Ке кажам, стекната зрелост некоја одредена, така што стекнато слепило кое што захтеваше да биде решено исклучиво само со трансплантација на корнеа. Да, рековте дека следно има динамика, процес цел како ќе се одвива нели во фази етапно, но на почетокот споменавте и дека има банки кои што ги имаат нели да кажам потребните ресурси за да може да се реализира една ваква операција. Дали можеби се размислува во иднина и кај нас да се направат такви банки? Има ли можеби можност за такво нешто и какви се еви искуствата? Сега со овој реномиран мислам универзитет ДЮК, ова е нешто што и како искуство и за вас, секако, а и за нив нели во меѓусебната соработка е еден добар исчекор, еден позитивен исчекор дека кај нас ќе почнува да се применува нели целата постапка. Меѓутоа генерално како ние сега во иднина етапно и во фази ќе го надополниме сето тоа, како ќе се реализира? Така, и тоа ни е размислено и добро разработено. Очни банки, односно банки за корнеи, немаат сите земји, имаат само оние земји кои што имаат голем број на жители, каде што е економски исплатливо да се една таква банка воспостави и одржува. Заради тоа што таква банка чини многу пари да се создаде, скап процес, чини многу средства да се опреми и секако да се едуцираат биолози, претежно работат во тие банки, тие ги обработуваат ткивата. Со оглед на потребите на нашата земја,
Нашата проекција е дека нас повеќе не се исплати да го направиме тоа што го прават многу други земји кои што имаат отприлика иста или поголема популација од нас, а тоа е увоз на корнеи. Значи, и во Европа има банки на корнеи кои што извезуваат во други земји. Значи, ние имаме правна рамка, владата ни даде правна рамка со која што можеме да правиме увоз на корнеи. Значи, да се увезат онолку корнеи колку што има пациенти и потреба. И така ќе биде многу повеќе економски исплатливо отколку да изградиме сами ние банка на корнеи. Тоа е економскиот аспект. Вториот аспект е, да кажам, малце хуманиот аспект, затоа што овие корнеи доаѓаат од починати донори. Во некои земји, во големи земји, нема отпор, да кажам, кон ваков вид на донација, затоа што практично се вади окото на починатиот донор, се вади окото, се обработува и после може да се пополни со протеза или да се сушиат очите. Се плашиме дека може да имаме отпор за ваков вид на донација и дека може да направиме една голема инвестиција која што нема да работи со полн капацитет. Многу е полесно за бројката пациенти кои не се нам потребни да ги увеземе корнеите. Овој пат ги добивме корнеите како донација. Меѓутоа, банката која што ги донираше корнеите не е во рамки на Дјук универзитетот во Северна Каролина, туку е во Сиетл, држава Вашингтон. Така да дури и во поголеми земји работат по принцип на набавка на корнеи од банки на корнеи. Така. И во крајна линија ете хуманоста да ги донираат за да може да се интервенира кај тие токму пациенти кои што секако поминуваат и фаза на филтрација кај кој може, кој е компатибилен за овој оперативен зафат. Докторка, меѓу другото, вие сте постојано активни и работите на органодарителството и трансплантацијата како сериозен процес во Македонија, меѓутоа она што е многу можеби важно е да се подигне свеста кај граѓаните. Ке зборуваме за тоа, но би сакала пред се да проговориме колку пациенти во Македонија во моментов чекаат трансплантација на орган. Чекаат околу 200 пациенти. Со тоа што листата за бубрези најбрзо се надополнува, најголема листа на чекање е листата на бубрези. Потоа имаме помала е листата за срце и најмала е листата за црн дроб. Работиме на подигање на свеста на орган донорството, меѓутоа едно треба да се знае дека координаторите не произведуваат донори, тоа е природен процес. Координаторите ги препознаваат пациентите кои што се во кома по критериум со Глазгов кома скор под 7, ги пратат и ако влезе пациентот во мозочна смрт, тогаш се прават законски пропишани тестови клинички, параклинички и тогаш се пристапува кон разговор со семејствата. Процентите, кои што ги кажува науката, се дека само 2 до 5% од смртните случаи во интензивна нега завршуваат исклучиво со мозочна смрт. За да биде еден кадавер погоден за донор, тој треба да почине практично од мозочна смрт, каде што другите органи ќе бидат здрави и погодни за донација. Ако 2 до 5% од сите смртни случаи во интензивна нега се чисто од мозочна смрт, тоа значи имаме 2 до 3 интензивни неги во Македонија кои што се погодни за регрутирање и одржување на донор на кадавер. Просечна годишна хоспитализација е околу 1000 пациенти. Просечна смртност во секоја интензивна нега и кај нас и во светски рамки, тоа е интензивна нега, тоа се критични болни, е 20%. Сега од тие 20% имаме 2 до 5% кои што се потенцијални донори. Значи, недостигот на донори е глобален проблем. Затоа се оди во два правца да се реши. Светски глобален проблем. Едниот правец е да се регрутираат пациенти кои што не само умираат од мозочна смрт, туку и од кардиоциркулаторна смрт.
Тоа го прават многу малку земји се неволни да го спроведат тоа. Значи тоа го прават Шпанија и Соединетите Американски држави, а во Европа другите земји не се волни да го спроведат тоа, затоа што меѓу другото е потешко да се одржат органите валидни од кога ќе престане работата на срцето после инфаркт, да се одржат валидни за трансплантација. И потребни се секако и дополнителна опрема и едукација. Вториот модел, кој што сметам дека натака оди трансплантацијата, е стварање на органи инвитро, значи лабораториски створени органи, и веќе тука се напреднати Соединетите Американски држави, Јапонија и Франција. Тие се викаат така наречени органоиди, значи малечки органи, кои што ги имаат сите елементи на еден голем вистински орган човечки, ги прават научници во лабораториски услови, од матични клетки, ги матурираат во црн дроб, во бубрек, во срце. И иако на почеток, нормално тоа е процес, на почеток тие органоиди не ги покажуваа сите карактеристики на еден вистински орган, последните научни реферати се дека тие се способни сами да ствараат своји крвни садови, срцето и црниот дроб. При тоа црниот дроб е способен сам да ги ствара и жолчните патишта, и веќе се во фаза во која што ги, да кажем, бомбардираат хепатоцитите, односно клетките на црниот дроб со разни видови на лекови, агенси, токсини, да видат дали тие клетки се способни да реагираат како клетки на еден црн дроб. Иднината на трансплантација ќе биде во подготвување на органоиди кои што ќе бидат валидни за трансплантација и во трансплантација на такви органи. Но тоа ќе биде за 10 години. Јапонците се најоптимистични. Тие велат за 5 години ќе трансплантираме срце, кое што ќе биде лабораториски произведено како органоид. Во Франција и во Америка сметаат дека сепак ќе поминат 10 години. Во тие 10 години, во оваа временска рамка од 10 години, цел свет зависи од донорски систем. И цел свет се бори за што повеќе донори. Затоа се кампањите за подигање на свест, затоа се тие индивидуални разговори кои што ги правиме со семејствата на пациентите кои што починале од мозочна смрт. И затоа е тој напор за додека технологијата, медицинската технологија не достигне ниво да тоа се решава со лабораториски произведени органи, да можеме на овие луѓе кои што се на листа да им помогнеме да дојдат до орган од човечки дарител, од хуман дарител. Хуманиот аспект, така затоа што по дефиниција трансплантација е всушност пресадување на дел од еден биолошки систем во друг биолошки систем. Значи тоа е многу сложен медицински процес. Може би кога ќе се работат лабораториски органоиди, кога ќе се имплантираат, тогаш нема да имаме трансплантација, ќе имаме имплантација, значи на лабораториски створени органи, ќе биде полесен и цел процес, нема да има потреба од такви имуносопресивни терапии. Меѓутоа се е тоа иднината, а ние мора да сме спремни за иднината. Ние секогаш мора да размислуваме чекор понапред. Да работиме на сегашноста, меѓутоа тие што ќе не наследат, и доктори, и пациентите кои што ќе имаат, и здравствените власти, и тие кои што ја прават легислативата, ние мора спремни да го дочекаме тој момент кога ќе почне да се трансплантираат органи произведени во лабораторија. Услови да може да се примени таа технологија, за да може веднаш да бидеме конкурентни, да можеме веднаш да ги увеземе и да ги трансплантираме. Тогаш мојот мандат ќе заврши, меѓутоа добро е да почнеме да размислуваме и да се подготвуваме. И овие што се акумулирани искуства секако да се применуваат, она што рековте, дисперзирање на квалитетот и незнаењето на што поголем број на ваши колеги кои што ќе можат подоцна и тие да го пренесат, па да создадеме цел еден функционален систем, да не се оставиме, нели што рековте, зависни од одредена индивидуа или практично да го охраниме и да го оградиме системот. Но докторка, каде најмногу се најчестите предрасуди и стравови, особено кога се зборува за органодарувањето, да? Најчестите предрасуди и ставови од нашите искуства при разговори со пациенти е прво се плашат дека телото ќе биде оскрнавено на некој начин. Дека со самиот чин на вадење на органите, тоа тело ќе биде оскрнавено и дека таа индивидуа ќе отиде во
зависно секој со своите сваќања и религиозни, Тука спиритуални, религиозниот аспект може би повеќе е така. Иако ниедна религија не забранува органодарителство, напротив, и поттикнуваат секако ако е во рамки на етички и медицински принципи, а ние тоа го правиме според законски и медицински принципи. Значи, најчесто се работи за предрасуди од типот дека телото ќе биде оскрнавено, нема да отиде цело, нели, во некој задгробен живот или кај својот создавател, зависно кој какви има лични сваќања, и можат да одбијат заради тоа, меѓутоа ние им го почитуваме мислењето, ние не сме тука да ги тие луѓе осудиме или да ги превоспитаме, значи ние прашуваме, наша задача е да прашаме дали се согласуваат и му кажуваме дека ќе направат добро дело. Значи тука се најчестите предрасуди, дека телото ќе биде исечено и оскрнавено, иако со голема почит се третира телото на донорот, од самите хирурзи кои што ја прават експлантацијата, анестезиолозите, медицинските сестри, тоа сите го знаат. Секогаш правиме минута молчење на крај на експлантација. Не го снимаме тоа, не го сликаме. Тоа е наш ритуал, наш интимен момент, можеби и со пациентот кој го испраќаме, а кој што помага да се спасат и продолжат други. Оддавање на почит, така, оддавање на почит на таа индивидуа. Потоа телото на вистина се враќа на семејството во презервирана, зачувана состојба. Да, има рез, мислам, нормално има рез, меѓутоа целокупниот изглед на телото е како еден човек кој што поминал операција. Така да предрасудите се тука најчесто, не сакаат нешто да се случи со телото, да не биде оскрнавено, да не отиде така и со создавател нецело како што е создадено. Пак ќе кажам, без предрасуди, ние сме доктори, ние не смееме да имаме предрасуди према лични уверувања, религиски, па дури и суеверија, се треба да разбереме. Наша задача е да им кажеме дека со тој живот е завршен, меѓутоа тој живот има можност да продолжи други животи, кои што чекаат на орган. Така. Што е во делот на законската легислатива кај нас? Во однос на починати донори? Да. Починат донор може да биде секој. Во нашиот закон сите сме потенцијални донори. Освен ако експлицитно не сме оставиле за време на нашиот живот изјава заверена на нотар дека не сакаме да бидеме донори. Значи ние немаме донорска картичка како што има во други земји, каде што се регистрираат кај својот матичен лекар или во други здравствени институции, тие се влезени во систем како донори, си носат донорска картичка. Кај нас тоа не постои, кај нас е обратно. Кај нас сите сме потенцијални донори, освен ако изричито, експлицитно не се изјасниме за време на живот дека не сакаме да бидеме донори. Меѓутоа, ние сепак ја прашуваме фамилијата, семејството, најблиското семејство за согласност и дозвола. И никогаш не трансплантираме без подпис од сопружник, сопруга, родител ако е малолетно лице или деца ако нема сопружник и сопруга. Тоа е нашиот закон. Што е, докторка, тие беа кадаверичните, нели, мислам, трансплантации. Да. Меѓутоа, што е со оние трансплантации кога се работи, нели, за живи донори, односно најчесто тоа се, нели, блиски членови на семејство кои што ќе бидат, нели, соодветни за И тоа е законски регулирано, значи и тоа е законски регулирано, но морам да кажам дека законот за трансплантација наскоро ќе се менува и веќе има работна група во Министерство за здравство која што работи на менување на законот за трансплантација, ќе треба некои од тие одредби да се не да се сменат, него да се внесат некои финеси кои што ќе бидат појасни, кои што ќе бидат појасни, барем на нас докторите. Инаку законот вели до 4-то колено, што значи заклучно со 3-то колено. На роднинска врска може да биде дарител. Кај нас се уште не препознаваме она што го има во други земји, случајност, нели? Во други земји има, во Америка го има тоа, значи без роднинска врска, без никакво сродство да се дарува орган. Ние тоа го немаме. Значи ние имаме само роднинска врска и до 3-то колено, вклучително и 3-то колено.
кои сега можеби од искуството ова малку и неблагодарно, меѓутоа вие еве како професионалец ги знаете кои трансплантации се најкомплексни, да речам, и кои што бараат најголема еве и експертиза и посебна посветеност, сепак работат стручни тимови на се е комплексно во медицината, во здравството, меѓутоа генерално кои би ги сметале можеби како покомплексни процеси? Секоја трансплантација си е комплексна на свој начин, затоа што секој орган си има свои карактеристики. Ако окото бара прецизна рака, добра стереотаксија на операторот, значи тој работи на микроскоп, работи со многу ситни објекти пред него. Срцето бара друг тип на експертиза, црниот дроб бара трет, бубрегот четврт тип на експертиза, затоа има повеќе специјалности. Јас би рекла бубрегот е најсложен во имунолошки смисол, во имунолошки смисол и во однос на одбирање на реципиенти парови, а и во однос на имуносупресивна терапија. Би рекла дека најсложена како интраоперативна интервенција и особено постоперативен, непосреден постоперативен водење е црниот дроб. Заради тоа што црниот дроб регулира 500 процеси во организмот. Срцето секако е многу сложено затоа што таму или ќе проработи или нема да проработи на крај на интервенција срцето, значи мора да дадат се од себе колегите да биде успешна трансплантацијата. Така да не можам да кажам една трансплантација е потешка, друга е полесна. Моje лично видување е дека сепак најпредизвикувачка и најинтердисциплинарна трансплантација е трансплантација на црн дроб. Значи не може да биде изведена трансплантација на црн дроб без добар гастроентерохепатолошки протокол, без добар хируршки протокол, без добар анестезиолошки протокол и интензивистички протокол постоперативно. Во тој смисол е најсложена. Можеби тие пациенти и најдолго ги држиме во болница, најдолго ги држиме во болница, но за среќа па имаме и добри резултати. Еве, немаме голема бројка, но добри резултати имаме кај нашата хепатална трансплантација, а инаку секоја си е навистина еве, бубрезите, нефролозите ги знаат тие пациенти со години, тие се кај нив на диализа, ги прават редовно сите прегледи, уролозите наши веќе се, можеби во хируршки смисол, најизвежбани доктори, затоа што со најстара трансплантација во Македонија е трансплантација на бубрек. Од 77 континуирано се работи, без никаков застој. И навистина се уролозите спремни, нефролозите се извонредно спремни во предоперативно водење и постоперативно водење на тие пациенти. Гастроентерохепатолозите сега, нели, свежа е таа трансплантација што ја започнавме од 2022 навака на црн дроб, меѓутоа многу брзо растеме, заедно со хирурзите, со гастроентеролозите и анестезиолозите, многу брзо растеме и за таа мала бројка имаме навистина извонредни резултати. Еве сега офталмолозите што многу ме радува, не смеам да ги заборавам, ортопедите и травматолозите. Ние имаме банка наша на коскени ткива и на лигаменти. Тоа ми беше следното прашање, дали се прават едно по друго се надополнуваат. Прашањето на дали се прават еве трансплантации на ткива, не само на органи. Да. Се прават на клиниката за ортопедија, имаме банка за коски и лигаменти и можеби по честота тие се најчести трансплантации. Значи ако ги изброиме во тек на една година, најчести трансплантации се на коски и на лигаменти. Тие се од кадаверичен донор, графтовите, графт викаме, значи материјалот кој што се вградува, се од кадаверичен донор и се користат од банката за ткива. Кога еден донор дарува ткива, се зимаат, се разбира зависно од тоа каква е состојбата и со коските, ако не треба да има остеопороза изразена, значи колку е поквалитетна коската, помлад донорот, толку е повеќе експлантација ќе се направи на коски и на лигаменти, потоа се обработуваат микробиолошки и се замрзнуваат на минус 80 степени. До 5 години може да се користат тие графтови. И таму принципот не е на листа на чекање, таму е принципот на трансплантација
дојден услужен со тоа По потреба, зависно од така, затоа што пациентот можеби некој има фрактура, можеби некој има рефрактура, да кажам, псевдоартроза, можеби некој има новодиагностициран малеген тумор на коска. Не можеме да ги ставиме тие пациенти унапред на листа, тие доаѓаат, ги пријавува клиниката до националниот координатор, ги поставуваме на листа и потоа добиваме согласност од пациентот да му биде извршена трансплантација. Мора да знае пациентот дека добива ткиво од друг човек и до сега тие се многу успешни трансплантации на клиниката за траума и ортопедија. Да. Тоа е релуц. Така, цел еден процес кој што мора да се запази и во делот на административните, законските одредби, во делот на тоа што во пракса потоа се прави, и оперативно и постоперативно целиот процес. Докторка, знам дека ова што го рековте предходно со брз чекор напред оди медицината, вклучително новиот развој на технологиите, дигитализацијата, вештачката интелигенција во крајна линија, предходниот разговор ни беше токму за тоа и мораме да одиме, како што рековте, мораме да одиме чекор напред за да се запазат тие сите технолошки напредоци. Меѓутоа, еве, каде го гледате органодарителството за следниве 5-10 години во однос на ова ние каде се наоѓаме сега и во делот на она што го говоревме околу подигнување на јавната свест и во едукацијата воопшто на населението. Дали можеби тука треба и од порана возраст, можеби во образовниот процес да почнува да се применува, за да ја градиме таа некоја граѓанска, некој хуман аспект, да почнеме да размислуваме надвор од онаа рамка што рековте, туку да се размислува дека се спасуваат неколку животи, се дава можност за нов почеток на Одлична забелешка, одлична забелешка и тоа сме го размислували и веќе го применуваме. На конгресот, на студентскиот конгрес на медицинари имавме посебна сесија за трансплантација. Веќе медицинските конгреси анестезиолошки имаат посебни сесии само за трансплантација. Имавме Медитерански конгрес во кој што учествува сите балкански дел од другите медитерански земји со 2 сесии за трансплантација. Имавме конгрес во Босна и Херцеговина исто со 2 сесии за трансплантација. Трансплантацијата не само кај општата популација, него се популаризира и меѓу медицинските професионалци, кај студентите уште штом започнат со студирање, веќе започнуваме да им говориме, веќе ги ја внесуваме и во како проблематика во самата материја на предавање во курикулумите на специјализација. А во однос на едукацијата на општото население, морам да кажам дека пейзажот на свесност е многу разнолик. Она што го приметивме во последната година и пол со болничките координатори, секогаш помладите луѓе се поотворени за идејата за органодарителство и во лични комуникации и во групни комуникации. За некој е дури и апсурдно дека треба да им го кажеме тоа. Некои сметаат дека тоа се подразбира само по себе, дека меѓутоа пак ќе кажем има генерацијски генерацијски јас во тие сваќања. Младите луѓе понекогаш се наоѓаат и зачудени и велат, па добро, нормално, кога ќе ме нема, јас би ги дал моите органи, нека продолжи друг да живе. Веројатно се работи за други сваќања, ниво на образование, има разлика и потеклото, дали од рурална или од градска средина. Она што сме имале најчесто е донори од градска средина, од руралните средини потешко ја прифаќаат идејата за орган донорство. Повторно ќе кажам, нашиот пејзаж е многу разнолик, како што сме и како земја разнолики. Имаме луѓе кои што категорично одбиваат и да разговараат на таа тема, а имаме луѓе кои што и веднаш ќе се согласат со дарување, дури ќе кажат дека и самиот донор ним е близок во тек на живот, сам се изразил желба дека после својата смрт сака да дарува органи. И имаме луѓе кои што, особено млади, кои што кога ќе започнеме таа тема, велат, па зарем тоа не се подразбира, зарем за тоа е потребна едукација, но потребна е, да, потребна е. За вградување на хуманоста, можеби во таа колективна свест да може така да се размислува малку. Така е.
Се работи на тоа, значи особено гледаме да ги таргетираме помладата популација, затоа што па медицински најсоодветен орган на дарител за жал е помлада личност, мислам. На 6 години веќе одиме во така наречени проширени критериуми, да некои земји сакаат да прикажат нумерички дека се многу успешни во трансплантацијата и трансплантираат и повозрасни пациенти, меѓутоа не ако медицински гледате и научно ако гледате, индикатор за квалитет на одредена метода не е само бројката, туку и квалитетот, а тука јас ќе кажам преживување, намален морбидитет, значи да нема компликации пациентот, да нема морталитет, значи да немаме смртност, намален број на болнички денови, намалено чинење на државата, колку еден пациент ја чини државата. Она што сега минатата недела бев во Брисел на состанок, ви тоа ќе го споменам, на состанок на ТАИЕКС, значи за земјите членки кои што се аспиратори да бидат членки на Европска унија, веќе се во подготовка новите регулативи СОХО, така наречени, за субстанции од хумано потекло, кои мора да ги применат земјите членки до 2027, а ние кои што сме аспиранти, исто така треба да ги имплементираме. Добро е што се совпаѓа со подготвување на нов закон за трансплантација. До сега беа директиви, сега се регулативи и од она што имавме можност да го слушнеме и да го поразговараме со колегите, значи ние сме навистина спремни тоа да го примениме. Светот се движи напред и можам да кажам дека дури и ниво Европа не е се унифицирано. Значи, она што не видов во овој состанок и што не видов и во други разговори со колеги од други земји, кои што се да кажем еве нумерички пред нас, не видов нешто многу важно, а тоа е во науката follow-up, следење. Значи, да, имате бројка, ама како ви се резултатите после? Дали ме разбирате? Значи, не е само не квантитет, не треба и квалитет, треба да квалитет. така, Подобро направите помалце и и тие пациенти да се дома, живи, здрави, срекни, да имаат квалитет неколку години, отколку ние за да избиеме на тој регистар за deceased organ donors, тој е само еден обичен регистар кој што кажува таа земја толку бројка, таа земја толку бројка. Ама тука ги рачунаат и ретрансплантираните. Значи, ние можеме да имаме еден пациент кој што репетитивно ќе отфрла орган, ќе го ретрансплантираме, а тоа нас ке ние зголеми бројката и ќе изгледаме успешни. Не, успешноста се гледа во тоа колку имаме квалитетно сработени трансплантации. Така да тука некогаш се наоѓам во колизија со разни луѓе кои што размислуваат дека бројката е индикатор на квалитет. Јас бидејќи сепак сметам дека треба на оваа проблематика да пристапиме со научен принцип, значи да ја разгледаме од повеќе аспекти, не само гола бројка. Сметам дека индикатор на квалитет е баш број на хоспитализации, број на години со кои што ќе живее пациентот со тој нов орган, затоа што не е исто да го отфрли за година дена, за 5 години дали ќе живее или ќе живее уште 20 години квалитетно. Не е исто дали ќе има или ќе нема инфекција која што ќе ја третираме со скапи антибиотици, ќе го продолжиме деновите на хоспитализација и не е исто да дадеме орган од 75 годишен човек и од 27 годишен човек. Ние за сега, сакајки да бидеме квалитетни, се држиме стриктно на пропишаните протоколи. Ние не одиме во така наречени extended критерија, односно проширени критериуми. Некои земји одат во проширени критериуми. Добро, ќе речам имаат и повеќе искуство, па можат да си дозволат и грешки. Ние сметам дека треба сега да бидеме навистина да се држиме до медицинските принципи и да дадеме квалитет. Не само дајте бројка. Не е бројката индикатор за квалитет. Да, супер, одлично, бројка. Меѓутоа, пак ќе кажам, во тие бројки нигде нема follow-up, нигде нема пратење. Колку живееле тие пациенти со еден орган од 80 годишен човек, а колку живее пациент со орган од 20 годишен човек. Значи, сложена е и навистина, сензитивна материја да, во која што убаво рековте, овде не се работи за бројки, се работи за живот и животни судбини и нешто што навистина е навистина многу важно да добијат пациентите и нова шанса и квалитетен живот. Апсолутно. Тоа ни е целта. Јас искрено се надевам дека
ова што се трудиме да ја зголемиме свеста за орган донорство ќе допри и до оние до кои што не допрело до сега. Ме радува дека до голем број допира, ме радува уште повеќе кога ќе ми речат зошто тоа ни го кажувате, ние тоа веќе го знаеме. Значи, многу сакам да ме демантираат, навистина сакам да ме демантираат, не сакам да бидам во право. Сакам да ме демантираат, да ми речат нема потреба ова да ни го кажувате, ние тоа сме си го расчистиле сами со себе и со своите семејства. Меѓутоа, сакам да допреме и до оние кои што треба да потпишат утре за свој близок кој што е помлад член. Сме имали такви ситуации кога дел од семејството младите сакале да дадат, ќе се замешаат други пошироки, да кажем, членови од поширокото семејство и нема да дадат орган. Почитуваме, значи не присилуваме и не смееме да присилиме, тоа е се доброволно. Меѓутоа, тука е борбата, значи да се убедат сите дека не прават ништо лошо, дека индивидуата која што починала е почината. Значи, како да кажам, ако веруваат и во задгробен живот, ако веруваат и дека ќе се сретнат со својот создавател, тогаш треба да знаат дека се ценат делата, а не телата. Мислам, тоа е многу спиритуално сваќање. Значи, многу е важно таа личност што направила во животот, а не е важно дали отишла без бубрек или со бубрек. Може би звучи грубо, меѓутоа некогаш, за да спасите други животи, морате да разбиете некои предрасуди, затоа што за донорот нема враќање, тоа е дефинитивно и конечно. Смртта е конечна и дефинитивна, никој не успеал да докаже дека има задгробен живот, никој не успеал да докаже, па дека во тој задгробен живот е многу битно да ги имате сите органи во себе. Баш и тие што веруваат во задгробен живот, веруваат во спиритуален задгробен живот, а не материјален. А ние зборуваме за материјален дел од тој човек кој што ќе помогне на друг човек да го продолжи животот. Докторка, јас навистина ви благодарам, знам колку се вложувате во оваа работа и колку активности имате постојано и задоволство ми беше што издвоивте време и што дојдовте во нашата емисија и поразговаравме за оваа навистина суптилна, сензитивна тема која што допира голем број на наши граѓани кои што за жал изгубиле членови на своите семејство, но од друга страна да им се поклониме и да им се заблагодариме што токму па нивната заложба кога дозволиле да бидат дел од органодарителството, направиле едно големо хумано дело и спасиле нечи живот. Најголема почит е кон донорите и кон семејствата на донорите. Ние можеме да имаме совршени медицински вештини, да имаме одличен квантум на знаење, да имаме прекрасни кампањи кои што ќе бидат одлично смислени и сработени. Меѓутоа, ако не е хуманоста на тие луѓе, на донорите, ние како доктори немаме што да работиме, пациентите нема што да добијат и се ќе биде залудно. Значи, ќе искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите донори. Тие се клучот. Так. Ви благодарам вам што бевте дел од емисијата. Ви благодарам вам на поканата. Так. Почитувани, а вам ви благодариме што бевте заедно со нас во овие безмалку 2 часа. Секако останете на нашата програма, за кратко следуваат вестите. Јас ви посакувам пријатен ден.